Колку и да се обидува Заев да го смири тонот со цел да постигне договор со Бугарија, станува се поголем притисокот за прекин на преговорите со источниот сосед. Последните изјави на премиерот, како и бугарските уцени и условувања, предизвикаа бура реакции и ке граѓаните, но и ке експертите и аналитичарите. Последен кој побара од власта да не ги прифаќа бугарските барања е поранешниот подпредседател на СДСМ Зоран Јовановски. Во статус на Facebook тој пишува дека Бугарија нема поддршка од САД и од другите земји членки на Европската унија, па притисокот сега бил врз нив, не врз Македонија. Грешката што сега може да се направи е да се прифати нешто патокас, анекс, било што, со што барањата на Бугарија би се внеле во преговорите, односно тие барања би станале дел од условите во преговорите. Со тоа барањата на Бугарија од нејзин проблем би станале проблеми на Европската унија, а со тоа и наш. Тоа би била голема грешка што нема да може да се поправи без оглед на почетокот на преговорите. Прекин на преговорите со Бугарија баре универзитетската професорка Мирјана Најчевска, која веќе за голем поддржувач на политиките на власта предводена од Зоран Заев. Треба да ги замрзнеме односите со Бугарија се додека не расчистат со своето комунистичко минато, не расчистат со своето фашистичко минато, не расчистат со санстефанските аспирации, не престанат да употребуваат говор на омраза, не почнат да ги почитуваат меѓународните конвенции кои ги ратификувале. Додека речиси сите бараат Македонија да престане со подчинувањето пред бугарските уцени, премиерот прави сосем обратно, неговите ставови искажани во интервјуто за БГНС ги зголеми апетитите на Бугарија. Членот на мешовитата историска комисија од бугарска страна Кирил Топалов изразува зачуденост што македонските историчари не ги прифаќале ставовите на премиерот. Се надеваме по интервјуто на нивниот премиер дека сакаа да се променат, но видовме дека комисијата е далеку светлосни години што е многу чудно за нас. Државна комисија што не ги прифаќа тезите на премиерот и на поголем дел од владата е чудна работа. Очигледно комисијата продолжува да им служи на старите југословенски тези, старите тези на Тито. Инаку најновите барања на Бугарија задираат директно во македонскиот идентитет, а ова беше потврдено личниот Заев. Бугарските историчари сега бараат да се избрише придавката македонски, односно македонската историја, да не се нарекува македонска, туку историја на Република Северна Македонија.